Прво благодарам на вам како медиуми што сте овде и на сите стартапови денеска кои што ќе имаме можност одблиску да ги слушнеме. Како стартапови кои што се поддржани од УКИМ акселераторот, но секако со помош на владата и приватниот сектор. Сметам дека не само УКИМ акселераторот и присутните, но сите веќе сме сведоци дека владата константно работи на подобрување на стартап екосистемот, затоа што тоа е единствениот одржлив пат на нашата економија. Го поддржуваме стартап екосистемот преку различни програми, преку програми кои што се во Фондот за иновации и технолошки развој, но исто така и преку програмата, тоест Законот за финансиска поддршка на инвестиции, во кој што гледаме како да вредностните ланци во различни сектори, во различни индустрии бидат дома, а не надвор. Иначе, токму во еден ваков настан, само што кажав, пред 3 години, во кој што ги слушав стартап заедницата за нивните иновативни решенија, излезе едно од, можам да кажем, најиновативните решенија во јавниот сектор, кој што наскоро ќе биде промовиран, тоа е првиот дигитален асистент базиран на вештачка интелигенција во јавниот сектор за поддршка на инвестиции или дигиталниот асистент наречен АДА. И сметам дека денешниот настан во кој што ќе имаме прилика да ги слушнам решењата кои што 10 поддржани стартапови од УКИМ акселераторот, дека и текако ќе најдат не само примена во приватниот сектор, но сметам дека ќе бидам отворен за да зборуваме како понатаму евентуално можат решењата да се вградат во секојдневното живење за решавање на општествените проблеми, а зошто не и проблеми кои што во јавниот сектор се соочуваме. Затоа што, како што кажав, сметам дека стартапите, ако не е јасно, треба на сите да им е јасно дека се тие моторите на новото време, предходници на новата ера на индустриализација, која што не е базирана на традиционалната индустриализација, туку е базирана на вештачка интелигенција, на Internet of Things, machine learning и така натаму, и сметам дека секоја поддршка и секоја можност како оваа денешна е за поздравување. Благодарам.